Од денеска целосно е укинат полицискиот час кој беше воведен во изминатиот период поради коронавирусот. Меѓутоа, со оглед на драстичниот пат на новозаразените во последните 2 недели, Комисијата за заразни болести предложи до владата целосно укинување на истиот. Од денеска угостителските објекти се без ограничување на работното време, но и натаму има протоколи кои треба да се почитуваат. Свадбите ќе може да се организираат со повеќе од 100 гости, а дозволени се настани, концерти и забави во клубовите и локалите кои се на отворено со капацитет до максимум 50% од објектот и не повеќе од 1000 лица. Струмичени околу донесувањето на новите мерки се со поделено мислење. Што мислите за мерката целосно укинување на полицискиот час? Не би требало. Зашто мислите така? Зашто не знаеме, многу е скоро. Така. А што мислите за тоа што ќе пуштат да има веќе свадби, прослави со 100 гости, 1000 гости на концерти и други настани? И това треба, посебно концертите, посебно и макар и свадбите, не би требало. Не би требало, уште е рано, многу е рано. Бидејќи това срузи многу животи, многу фамилии се зацрни, така да не би требало. Кој е вашето мислење? Моето малку спротивно. Добро, зашто мислите дека треба да се пушти веќе, да нема Да полиција? пробам уште, па што ќе види. Исто мислите и за тоа да има свадби, прослави, исто така концерти? Многу свадби има што се пропуштени, што треба се направат. Не се слагам. Сакам мерката да остане и понатам. Зошто? Затоа што младите многу шетат. Сакам да има од 12 до 4. И с Бар од еден. бар најмногу до еден, ама така мислам од е законно до еден. Добро си беше до сега. Многу шетат младите. И да не се заразиме пак повторно, јас прележах корона. Така. Кажете ми, исто така најверојатно ќе се пушти да има и свадби и прослави, на свадбите најмногу до 100 гости, а до 1000 гости на концерти или некои други настани на отворено. Се слагам. Нека биде. Нека има и да земат парички и музичарите. Се слагам со тоа. А повторно што ќе се собира народ, значи дозволено е? Па сега секој нек си индивидуално, нек си размисли за своето здравје. Боно не треба целосно. Треба малку па да се припазуваме, не одеднач не стопира. Така. А што мислите за тоа дека веќе ќе има дозвола и за свадби, прослави? И сега народу веќе тешко, многу на сите беше тешко. Тие сакат да веселби. Вкупниот број ковид диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 155.568. Бројката на оздравени пациенти е 149.676, на починати е 5.472. До сега во земјата се направени вкупно 838.323 тестирања на COVID-19.